Добар ден, ученици! Еве ме повторно во училницата. Ќе разговараме по предметот математика во второ одделение. Јас сум наставник Светлана Бобевска од Основното училиште Блаже Коневски, Девес. Денес по математика ќе броиме и собираме предмети по 5. Што очекувам од вас на овој час? Да ги покажете вашите знаења за броење по 5. Да умеете да броите нанапред и наназад по 5. Да се запознаете со броење и собирање на предмети по 5. Да ги препознавате и пронаоѓате броевите што завршуваат на 5, на табела стопка и бројна низа. Да решавате задачи со собирање по 5 и употреба на табелата стопка. Да го развивате логичкото мислење и да ги применувате вашите знаења во секојдневниот живот. Ајде да се обидеме. Уште еднаш да видиме што се крие зад оваа асоциација. Од минатиот час да се потсетиме, гласот, буквите, која ја има 31, е азбука. Значи, со гласовите говориме, со буквите пишуваме, а вкупно се 31, 31 буква ја сочинува азбуката. Читаме и пишуваме, сметаме и броиме, учиме по предметот математика. Се пишува со цифри 15, 100. Значи се погодивте, тоа е број. Пак ќе работиме со броеви до 100, но сега табелата стопка ќе ја употребиме за броење по 5. Ајде да се обидеме. Минатиот час броевме од 1 до 100, а сега ќе броиме по 5. Да и помогнеме на пчелката. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Забележувате дека секој број кога броиме по 5 е поголем за 5 места. Сега да броиме од 100 до 5. Значи треба да броиме наназад. Да започнеме. 100, 95, 90, бројте заедно со мене, 85, 80, 75, 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10 и 5. Значи избројавме по 5 од 100 назад до 5. Сега да видиме броеви од првата стотка, да се потсетиме од минатиот час. Во првата стотка броевите се подредени по десетки. Првата десетка е од 1 до 10. Да се потсетиме за втората десетка. Броевите беа од 11 до 20. Третата десетка се броеви од 21 до 30.
Четвртата десетка беа броевите од 31 до 40. Петата десетка започнува од 41 до 50. Шестата десетка започнуваше од 51 до 60. Седмата десетка започнуваше од 61 до 70. Осмата десетка започнуваше од 71 до 80. Деветата десетка од 81 до 90 и десетата десетка од 91 до 100. Забележувате дека сите десетки започнуваат со сините цифри, сините броеви од првата од 1, а завршува со виолетова 10. На почетокот ги гледате дека сите започнуваат со 1, тоа се 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91. Завршуваат на цели десетки 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 и 100. Забележувате дека се брои по 10. Во средина имате броеви кои што се означени со црвена боја. Да ги прочитаме. 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95. Забележувате дека во секоја десетка имаме број што завршува на 5, а тоа е броење по 5. Најмал број, кога броиме по 5, е 5 во првата десетка, а најголем број е 95 кога броиме во десетата десетка. Ако броиме по ред, ова е броење во колона. И добивме 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 и 95. Но, ако броиме во ред, тогаш почнуваме 5, па добиваме 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Забележуваме кога броиме во ред, тогаш броиме по 5, а кога броиме во колона, броиме по 10. Ајде да се обидеме да броиме нанапред за 5 места, почнувајќи од бројот во бројната миза. Еве, ако започнеме од 2, 5 места, имаме 1 место, 2 места, 3 места, 4 места, 5 места. Значи, од 2, кога броиме нанапред уште 5 места, добиваме 3, 4, 5, 6, 7. Истото може да го представиме и со собирање 2 плюс 5 е еднакво на 7. Ако започнеме од бројот 49, добиваме 50, 51, 52, 53, 54. Значи 49, ако броиме за 5 места нанапред, можеме да го представиме и како собирање. 49 плюс 5 е еднакво на 54. Започнуваме со 86, па додаваме 87, 88, 89, 90, 91. Значи 86 плюс 5 е еднакво на 91. Ајде да видиме сега, да групираме предмети и да ги собереме по 5. Колку јаболка има на сликата? Собираме со 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
11, 12. Значи избројавме 12 јаболка. Да видиме на втората слика. 1, 2, 3, 4, 5. Значи овде, во оваа група имаме 5 јаболка и треба да ги додадеме на 12. Додавањето е всушност собирање. И сега кога на 12 ќе собереме или ќе му додадеме уште 5, добиваме 17. Значи на сликата има 17 јаболка. Со помош на табелата стотка ќе пробаме да решаваме задачи со собирање со 5. 24 плюс 5. Го наоѓаме бројот 24 и собираме уште 5. 1, 2, 3, 4, 5. Дојдовме на бројот 29. Да видиме дали е точно 24 плюс 5 еднакво на 29. 76 плюс 5. Го наоѓаме бројот 76. Броиме 5. 1, 2, 3, 4, 5. Дојдовме до бројот 81. Значи 76 плюс 5 еднакво на 81. 47 плюс 5. Го бараме бројот 47 и броиме нанапред. 48, 49, 50, 51, 52. Броевме за 5 нанапред, додадовме 5 и добивме 52. Значи 47 плюс 5 еднакво на 52. 28 плюс 5. Го наоѓаме бројот на табелата 28. Броиме 5 нанапред. 1, 2, 3, 4, 5. Дојдовме до бројот 33. Да видиме дали е точно 28 плюс 5 еднакво на 33. 19 плюс 5. Го наоѓаме бројот 19. Броиме нанапред 5. 1, 2, 3, 4, 5. Дојдовме до 24. Значи 19 плюс 5 еднакво на 24. 84 плюс 5. Го наоѓаме бројот 84 на табелата. Броиме нанапред за 5. 1, 2, 3, 4, 5. Значи 84 плюс 5 еднакво на 91. На 89. Значи, ние точно избројавме 89, а во решението не е точно. 63 плюс 5 еднакво на 68. Да видиме дали е точно. 63, 64, 65, 66, 67, 68. Значи броиме од 63, 1, 2, 3, 4, 5, точно 63 плюс 5 еднакво на 68. 35 плюс 5 еднакво на 40. Да провериме дали е точно. Го бараме бројот 35, броиме 5 нанапред, 1, 2, 3, 4, 5 и добиваме дека е 40. Значи, во решението, во задачата 84 плюс 5 еднакво 91 не е точно, затоа што ние 84 го пронајдовме, избројавме 5 напред, 1, 2, 3, 4, 5 и добивме дека 84 плюс 5 е 89. Браво за вас! За домашна задача имате да ја потполните 21 страна во математика, втор дел. Ви благодарам на вниманието. Поздрав и довидување во следното видување од наставничката Светлана Бобевска.